Годините не секогаш ќе се погодат за житните култури. Годинашнава реколта е со катастрофални приноси. Лани во жетва 4 тони, годинава едва 1200 килограми жнеат земјоделците од единица хектар соливно жито. Причината за слабиот род се неповолните временски услови, а сушата го направи своето. Новите хибридни и популарни кај земјоделците сорти, иако декларативно даваат повисоки приноси, кај нас не успеваат и потешко ќе се одомакинат. Да, сега пченицата што е викат апачи што пченицата дават викат по прилеп кажуваат 800 кила да вале. Тоа кај нас тоа не се десило никој година 800 кила да е. До 200 кила, 250 кила преку тај 300 може да ви каже некој поквалитетен. А ова викам ти зависи до почетата. Зависи ѓубре има фрлано се. И уреа и основно ѓубре се фрла џабети, мислам, и колку нема дош немаше. Искуството дека традиционалните сорти на винова лоза се поотпорни на негативните климатски влијанија, суша, екстремно ниски температури се потврди оваа година. Поголеми штети беа утврдени кај новите сорти на грозје, кај кои има поголем процент на измрзнување. Оваа година е поучна година за сите во земјоделието, а особено за нас во винарството и лозарството, затоа што покажа дека традиционалните сорти, кои со векови биле на овие простори, се поиздржливи, поприлагодливи на климатските услови и во нив треба да се гледа перспективата за натамошното одгледување на виновата лоза. Оваа година покажа дека она што е модерно брзо и поминува. Експертите порачуваат дека за едно интензивно производство кое ќе одолее на климатските промени покрај мерките кои треба да ги применат самите земјоделци во своето производство, е и тоа дека научните институции треба да се вклучат во истражувачки активности за создавање на нови сорти. Поголем дел од нив сметаат дека домашните семиња се добра генетска основа за добивање на нови сорти, кои би биле автохтони сорти типични за нашето поднебје. Од научните институции единствено Универзитетот Гоце Делчев се уште одржува домашни сорти пченица и јачмен, додека се оно другото останато е од увоз или не постои друга институција во Македонија која што се бави со таков научно-истражувачки процес, што е навистина за жал. Според проценката на Министерството за земјоделство, дури 75% од македонските сорти користени за производство на храна се изгубени. Хибридните сорти на житарици, најчесто увезени, ги потиснаа старите сорти.